Значи тука не се работи ни за национализам, ни за патриотизам, ни за национал-патриотизам. Тоа е обична маска. Значи тоа е амбалажа која е многу атрактивна за еден слој од луѓето, со помош на медиумите значи ја правите атрактивна. Атрактивен тој производ. А внатре има отрофи. И никогаш, значи, затоа ја го викам лажен национализам и лажен патриотизам, оти не е реален. Значи, тоа е маска со која овозможува на структурите кои се подземни, криминални да владеа. Значи, тоа најлесно се владее, на жалост, во балкански услови, со национализам, дури да е лажен. Но со помош на медиумите го прави да изгледа реален. И ќе предвидувате и ќе смислите некој непријател, противник, загрозувач, а вие сте спасител. Значи, штом има загрозувач, има и спасител. Тогаш вие се прогласувате за спасител, имате медиумска пропаганда, гебелистичка, која тоа фино ќе го оправдува, ќе го покрива, за да може поголем број на луѓе да веруваат. И веруете, ние неколку луѓе тоа го пишуваме 6-7 години. Јас сега признавам дека ќе почнат да го фалам Груевски, оти многу луѓе го критикуваат, а до вчера скоро го прогласи за фараон или за Бог. И некме во една средба бе искарани групи кои цело време значи се кара со мене, со моите колумни, кога им прочитам дека претерувам за тоа што пишувам. И сега велат, нели ова структура бандитска и сите лоши работи, кажам, не, извините, за мене Груевски е најдобар. Ама како е тоа? Кажам, па чекај, сега штом вие поже го фалите, јас обично сум на страна на послабиот и мора да го поддржувам јас од Мислите дека е послаб, наистина. Ба, јас така го сметам. Сега, албанскиот дел. Тоа што го кажа Зоран, јас делумно се согласувам, кај албанскиот дел владее мнението дека дуи не го интересира и етничките права, етничките позиции на албанците. Тоа е доминантно мислење кое го мислат можеби 90% од албанци, претпоставувам вака, немам некоја анализа. И дека таму е само поради групни и лични интереси на таа структура. Тоа е мнението. Но позитивно е тоа што прв пат во Македонија имаме силна коезија, значи етничка. И претпоставувам дека и мнозинството македонци и огромното мнозинство албанци сакат да падне ова структура, да се смени власта, да се врати нешто нормално. И сега не се продава национализмот, без оглед на тоа што пробува телевизија со кондом, веси, како се викаш, или канализација 5, знам, и така некој да ја наречат, не се продава таа стока. Меѓутоа, не треба да мислиме и да бидеме сосема спокојни дека тие работи нема да помина. Оти лесно таква структура може да смисли 2-3 инцидента со жртви, меѓуетнички, намерно, и не сум сигурен дека ние имаме толкав имунен капацитет за да бидеме над тоа и да продолжиме со ова коезивна сила. Не сум сигурен, искрено. Ја најмногу се плашам на ова, знаејќи го менталниот склоп на оваа структура, а не е лесно да најде 10 будали, под наводнице, кои ќе ги поплатите или не знам што ќе им давате, ќе им гарантирате нешто, да импровизират таков конфликт 2-3 пати и луѓето, значи, наеднаш, ние балканци за жал... Да се уплашат и да замолчат. Не само да се уплашат, туку да почнат да навијат, значи, види, не утепале, не убиле албанците или не убиле македонците. Значи, не сум сосема сигурен дека таква силна коезија, ако не се провоцира сериозно, ќе обстои понатаму. Голема среќа е да се користи значи ова коезија. Не, ова постојна моментална коезија. Само во однос на овој сегмент. Мислам дека коезијата е сега
само во однос на тоа дека ова власт не чини. Тоа што кажа Зора, патриотска власт, значи патриотска ако има развој, правата на човекот, демократија, институциите функционираат, тоа е патриотизм, не бандитизм да ми владее во име на патриотизмот. Тогаш нешто не во ред со мене ако јас верувам на тоа. И прашајте ги луѓето, сега не ги интересира дали ќе биде некој премиер албанец, турчин или ром или можеби еским, се едно име, значи сакат нешто здраво, значи сакат барат да се ослободуват институциите од, ја не би рекол од партии, туку од поединци веќе, од подземни поединци. И дури партијата во моро да е заложник на такви поединци.